Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Верувам дека ве наоѓам расположени супер, значи сте си го завземале своето место пред малите екрани. Гледате Алфа телевизија и вкусот на традицијата. Ние, впрочем, како и секој ден, сме сите собрани тука заедно на куп и си се подготвуваме за рецептот на денот. Како што ви реков во една од предходните емисии, дека сакам поинтензивно сега да правам десерти, сладки, колачиња, тортички и така натаму со јагоди, затоа што јаготките ги има уште малку на пазарот. А Македонија земја баш за јагоди. Значи, Господ дал да имаме такви превкусни, преубави јагоди. А на децата се знае што им е омилено. Сладолед од јагоди, колаче од јагоди, пудинг со јагодчиња, кремче со јагодчиња. И се знае едно од омилените колачиња на децата се орео колачињата. Токму овој рецепт е колаче со јагоди и орео. Нешто стварно интересно, примамливо, вкусно, лесно, брзо. Ни миксери, ни јаоли, ни врагови, ништо. Туку имаме следниве потребни состојки, кои што ќе ги употребите за да го направите овој колач со орео и јагоди. Ке си земете една ваква чаша за вода, така? Се со неа ќе си мерите. Имаме една ваква чаша полна догоре брашно. Имаме 3/4 од чашата, имаме шекер. Понатаму, имаме половина од чашата Нескафе или било какво кафе. Нескафе половина чаша и 3/4 половина чаша. Нека биде помалку, значи ќе ставим, рецептот е со 3/4, но мене некако многу ми се гледа масло, тогаш половина чаша исто масло. Едно лажиче сода бикарбона, празно лажиче, едно пакетче прашок за печиво, 1 прстофат сол, 2 до 3 супени лажици какао, 300 грама јагоди и орео колачиња по потреба. Ако од некоја кесичка ви се останат и неколку, доволно е, не е никаков проблем. И ќе ни треба 200 милилитри павлака, заради тоа што ќе изматиме сладка павлака со јагодите и со ореото, после одозгора врз колачињата. Па да започнеме со работа. Најпрвин, една шолја или една чаша, значи се со исто, битно е со исто да мерите, брашно. Тавче број 24-26, значи ова е помала доза. 3/4 од чашата шекер. 3 супени лажици, јас имам овде 3, можете и 2 да ставите, какао, сода бикарбона, прашок за печиво, прстофат сол, значи малку, ете така. И сега сето ова ќе го промешам. Сувите делови ќе ги измешам да се изедначат. Сега ќе го ставам кафето внатре. Ова не е Нескафе со топла вода, за да се стопи шекерот побрзо. Ете така. И масло ќе ставам.
Значи, ова му доаѓа како подлога на колачот. Леле, уште не испечено, па како мириса. И еве, ајде ќе измериме, значи, половина чаша. Доволно е. Ете така. И сега, само го мешаме ова и толку е. Рерната да ви биде вклучена на некаде од прилика може би 200, а потоа ќе намалите на 180, 170, така. Убаво да се изедначат. Како ова убаво мириса. Еве подлогата на колачот. Сега си го принесувам тавчето. Ќе го намастам малку од оздола. Така. И ќе го носам на печење во кујната. И кога ќе биде и испечено, ќе го оставам да се излади и тогаш ќе започнам со матење на сладката павлака. И внатре ќе ставам сечкани јагоди и ќе ставам орео искршени и ќе го полјам бисквитното тесто од озгора. Еве. Значи, атрактивно колаче за дечињата најповеќе ќе се израдуваат на овој колач. Да земам една лажица убаво да го соберам. Така. Да не остане ништо во садот. Што убаво мириса на кафето, на какаото. Супер. Одлично. Вие останете со нас, ние одиме да го печеме. Ох, каков вкус, о, Боже мили. Да го испечеме и потоа продолжуваме со подготовка. Ете така. Се гледаме откако ќе го испечем. Еве, драги мои, што туку ги испековме и изладене колачот, основата на колачот со јагоди и орео. Го ставив тука на хартија за печење, со се хартијата за печење, не му пречи ништо. Сега ќе ја изматам сладката павлака и потоа ги ставам јаготки и орео и може да јадеме. Ајде. Значи, добро е. Така. Сега го премачкувам. Сега само да ги натокмиме сите потребни состојки, а потоа ќе го ставиме уште малку да се излади. Мислам да се стегне.
Во ладилник сега ќе го ставиме и потоа ќе си извадиме коцки. Ова другото ќе го оставиме за дегустација. Така. Ова повеќе не ми треба. Значи не мора никако тоа совршено или подеднакво да биде, затоа што ќе нанесеме сега јагоди и орео доскора. Ајде така. Ќе ги земам јагодите. Се додека не ги потрошам сите јагоди. И ќе направам место и за орео колачињата меѓу јаготките, да има место. И сега ќе ставиме од орео колачињата, така искршени. Значи колку и да имате, и ако немате, па и не мора да ставите. Него добра комбинација е со јаготката. Можете да ставите и за декорација и некој цветче од љубичица, ливче од нане. Сега ќе ставиме малку да се стегне во ладилникот и потоа ќе ја пресечеме и ќе извадиме убави коцки од неа.
Еве, доволно е толку. Сега ја подготвивме да оди во ладилник. Ви останете со вкусот на традицијата и ќе ја послужиме, ќе ја сервираме со бело вино, десертно вино, можеби и чај, може и кафе, дури може и кафе и баш прекрасно ќе одговара. Драги мои, погледнете ова убавина со свежи јаготки, колку убав доле колач со кафенце, со какао. Погледнете како тоа убаво изгледа. Вистинско уживање. Вистинско уживање. Да ја пробам сега комбинацијата од свежата јаготка и со тестото од оздола со колачот. Добитна комбинација, значи ви кажувам, седмица на лото е ова. Ау, погледнете. Колачот каков вкус, значи кафето со јагодата, со шлакчето. Од се срце ви го препорачувам да го направите и да уживате. Да уживате, толку е лесен. Значи, рачунајте, имате цела тепсија колач само со 3/4 од чашата шекер. Прекрасно нешто. Драги мои, ве поздравувам со целата наша екипа до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Кога неправдата ќе стане закон, тогаш отпорот ви станува обврска. На здравје, да сте ми здрави и живи, се гледаме во следната емисија. Довидување.